Прашина, земјен пат, спуштена рампа. Вака изгледа денеска граничниот премин Маркова нога, едно од главните грчки ветувања при потпишувањето на Преспанскиот договор. Иако ветено, сликата и денеска е иста. Освен полициската станица и по некој дежурен службеник, овој пат не го поминува никој повеќе од 6 децении. Од македонска страна е асфалтиран, а од грчка како никогаш и да не постоел. Некогаш главна врска со селата од другиот дел на границата, сега штуро место заборавено од политичките чинители. Љубојно, на Колец Долно Дупени, овие преспански села денеска чмаат. Големите очекувања на мештаните дека животот ќе стане подобар, денеска 4 години по потписот во нивици се само горко искуство. Ниту некој ги посетил, ниту пак најавил отварање на граничниот премин за полесно комуницирање со нашите луѓе преку границата. Пред 4 години кога се потпишуваше Преспанскиот договор, 3 дена плачев. Не сакав да се потпиши и се уште сум на тоа, ако има шанси, ја знам дека има, може, не е правно, се може да се поништи, ништо од тоа ветено не е исполнато. Апсолутно ништо. Од тоа што се оствари, што придобивка ние имаме 4 години, што го сменивме името на аеродромот, влеговме во Европска Унија. Не. Верувавте ли дека ќе се подобрат работите со потпишувањето на Преспанскиот договор? Па со потпишувањето на Преспанскиот договор ние најмногу се надевавме дека ќе заживее овој дел на Преспа, ама ето нема ништо уште. Граничниот премин што е затворен е неуба работа. Ние си имаме таму роднини од другата страна на границата, си имаме пријатели. Зошто да е затворен? Што ќе посмета ако се отвори граничниот премин? За сите ќе биде убаво. Локалците од Преспан не веруваат дека сликата во овој дел од Македонија некогаш ќе се промени. Преспанскиот договор не им донесе никаков бенефит, ама се присетуваат на едни убави времења кога го поминувале овој премин. Велат имало развиена трговија меѓу селата, со мрежи ловеле риба и таму и овде се случувале свадби. Имало живот. Не е променато многу, исто е. Нема некој живот добар така. Очекувавме со договорот да се промени, например, да живни ово место тука, да се направи нешто пак овој народ што е да остане малце тука, пак во Македонија, ама тоа уште поќе се иселе, например. И крајот наш е моментално сега многу слаб е крајот наш. Има 7 години, до 62-63 беше отворен преминот. После го затворија грците. Токму нераскинливата врска која со векови постоела меѓу преспанските села кои сега се наоѓаат од двете страни на границата, веројатно е една од причините зошто преминот останува затворен. Од 1967 ниту една грчка владина гарнитура не дозволи повторно отварање на преминот. Папандреу во 1999 и Дора Бакојани во 2009 категорично го одбија македонското барање за преминот Маркова нога. И додека македонскиот премиер во знак на добра волја на средбата во Давос се согласи на промена на имињата на автопатот и аеродромот, токму Маркова нога и Преспа, Ципрас ги спомена како грчка добра волја.